Здраво, другари и другарки. Денеска ќе збориме малце за заштита на самиот компјутер, највише ќе збориме за Windows. За Linux нема да зборам затоа што мислам дека никој од вас не користи Linux. Јас према користам Linux и истиве работи кои ќе кажам за Windows не важат за Linux, затоа што е секако подруг оперативен систем и не подлежи под истите закани и толку зачестени закани како према Windows оперативен систем. Као основно нешто треба да знаеме дека прво на самиот наш компјутер кој ќе го инсталираме оперативен систем, дека треба да му ставиме антивирус. Значи, јас поштувам само два антивируса, тоа се Avast и McAfee. Јас лично користам Avast. McAfee исто го препорачам затоа што знам дека се од добра компанија, плюс знаете тamo газдата што му се деси. А мислам дека заштитата они кои ја нудат исто така многу добра како Avast. За да си симнете Avast антивирус, ќе си отидете на avast.com, ќе отидете free download и потоа ќе го ја препорачувам се купи еден од антивирусите, дали Premium Security или Ultimate. Сега не знам што да ви кажам, ако не ви се дават $70 или $30, знам дека ако го имате инсталирано Avast, тамо не знам, поише од 15 дена, попошто ви нуди некои пакети, за $30 купите Premium Security, ако не ви се дава толку, не знам стварно што да ви кажам. Барем тогаш користете ја фри верзијата. Иако препорачливо да се купи затоа што нуди многу поголеми заштити. Прво Ultimate нуди дури повише заштити неголи премиум. Исто така можете и McAfee, гледате mcafee.com, може да отидете и гледате премиум. Ви нудат за 2 години по $50 месечно, значи можете исто така тој да го инсталирате. Сега не објаснам како се инсталира, што се прави. Мислам дека со основната инсталација кој ќе го инсталирате и ќе ставите например код или ќе се логирате независно како понудува да се лиценцира еден антивирус, мислам дека со основните поставки ќе имате доволно добра заштита на самото PC. Зборам значи од вируси, малвери и такви работи. Јас исто така гледам да има и ransomware заштита. Јас знам дека имаат Avast има ransomware заштита, само не знам дали ќе пишува тука. Да, гледате Get Extra Layer of Ransomware Security, дури на фри верзијата имате Ransomware Security. За McAfee мислам дека би требало да има, треба да провериме тоа. Да не се задржам нешто куз неколку многу. Да видиме што нуди. Гледате Web Protection, Protection Score, сега не знам дали може да се отварат овие. Но како и да е, мислам дека нуди тој ransomware заштита, така да мислам дека се едно е кој антивирус ќе го користите. Да кажеме некој збор за македонските софтвери, значи за заштита што ги нудат од Телеком и од А1. Јас прво имам аверзија према користење на македонски софтвери, затоа што знам дека апсолутно не се добри, особено тие за заштита. И она ја што го прочитав за македонските софтвери, значи например ако отидеме SafeNet Mobile или SafeNet Home, само прочитав дека нешто заштитуваат од малициозни вебсајтови, а понатака онаа заштита што нудат антивирусите што ви покажав претходно не ја нудат таа заштита. Исто така и А1 сега на А1 пишува дека нешто повише нуделе, фишинг, малвер, ботнетс, такви работи. Искрен да бидам, македонски софтвери за мене не постојат. Ја не користам особено софтвери за заштита. Кој ми ги нуди некој оператор кој ми ја дава истата услуга. Мислам секако тоа не би ги користел. Така да препорачувам, ако користите, се користите Avast антивирус и McAfee. Понатаму, исто така само да кажам дека на самиот Windows треба да имате активирано Windows апдејти и можете исто така да проверите верзијата на самиот апдейт кој е на самиот Windows. Може да видиме тука верзија 22H2, таа е стара верзија. Мислам, јас знам верзијава. Вие не ме гледајте тука јас што имам и како имам, дека јас сум на виртуелка, едноставно оваа виртуелка не ја користам за ништо, тука сум ја инсталирал за да пробам некои работи. И мене не ми е загрозено PC-то, затоа што мене PC-то ми е Linux, ова ми е Windows, немам проблем, и особено кога сум на виртуелка,
нема апсолутна поврзаност, мислам, со хостот, освен што го користи интернетот на хостот, ама не можам да фатам ја вирус на самиот Linux. Тука, како што кажам, може да проверите верзијата која ви е 22H2 и овамо Updates and Security секојаш треба да бидат пуштени автоматски, па дури ја ви препарачал затоа што обично луѓето кога не им се стајни автоматски да се инсталираат апдейтите, ќе почекаат, па чекај, ќе видиме, може доста со години да не се апдейтуваат антивирусите. И гледате, тука имате Install Updates as soon as possible. Ја тука би препорачал и оно ќе ви каже дека има апдети за инсталација и ќе треба да си ги затворите сите прозори да го рестартирате PC-то за да се направат апдети. Гледате тука, your device is missing important security and quality fixes. Апсолутно, ако го видите ова, треба сепак да пробате да ги инсталирате апдейтите. Ако нешто не сака, тоа ќе има некој проблем со самото PC и ја би препорачал некој со поише знаење да го види ако може да ги поправи апдейтите или да си го преинсталирате самото PC. Тука кај мене не се инсталиране, пак ќе кажам, јас сум на виртуелка и апсолутно не ја користам оваа за секојдневна работа. Тоа би кажал за Windows апдейтите, исто така може да ги видите апдейтите, само да најдам каде беа. Ваму исто така може да видите install Windows Updates, тука може да прочитате некои поише работи, исто така сега не знам само каде точно се наоѓа. Може да најдете кој апдейт вие лично сакате нели го спуштите и потоа да го инсталирате рачно, да не го инсталирате преку Settings и Updates and Security делот на Windows-от. Онатаму исто само ви кажам дека кој ќе користите Windows, знам дека повеќето од луѓето не сака да купат Windows, симнуваат крахнати Windows, но знаете дека постои ризик ако користите крахнати Windows, може да го крадат податоци, сега зависно и од каде го симнувате. Ја познам многу луѓе што користат крахнати Windows, немаат проблем, ама сепак кога користите крипто, јас би препорачал да се користите официјален Windows. Исто така може да си најдете од Microsoft Store да си купите лиценца, лиценца $65, мислам дека не е многу скапа, мислам дека имаат јанхоч дека нудат во Македонија, не сум сигурен. Само да проверувам, мислам дека нуда и они софтвери некои за купување, мислам дека имаше Windows. Само да видиме кај се наоѓа. Оддамна не сум го отворил сајтот, не сум пазарувал во Анхоч, па не сум го отворил сајтот. Да видиме. Ајде да пишеме вака тука дали ќе ни најде. Windows. Гледате, тука они нудат DVD-ња. Колку е ова? 7200 денари, 8800, па ја мислам дека поевтино го купите на Microsoft Store. Да се купи за поевтино. А ќе имате истата лиценца и едноставно ќе може да аплицирате лиценцата. Имате како може да го активирате Windows-от, гледате тука Activate Windows, може да се отидете на support.microsoft.com и да видите како може да се активира Windows-от. И исто така мора да кажам препорака за Windows 10-ка, дека ќе треба да се смени, гледате, до 14 октомври ќе има support, тоест ќе има нели апдети, ќе има security апдети, нели од некои vulnerabilities, но после 14 октомври 2025 више нема да биде поддржан. Што значи ќе треба да апгрейдувате на Windows 11 сите што користите Windows. Ја користам Linux, затоа јас имам други работи кои ги правам во Linux за апдейт на самиот оперативен систем. Значи ќе треба, како што кажав, ќе треба да се апгрейдува на Windows 11. Исто така, гледате, може од Microsoft да си го симнете Windows-от, потоа да си купите лиценца и да го лиценцирате Windows-от, значи без пари да се симне, само што нема да биде лиценциран самиот Windows и нема да добиете апдейти. Значи гледате, како што кажам, microsoft.com, software download Windows 10, може да го симнете самиот Windows 10. Гледате Media Creation Tool
ова потоа со USB го спојувате, го сим на Windows-от, имате официјален Windows на вашето PC. Мислам дека е едноставна постапката за да имате официјален Windows. Сега нормално е треба да платите сега. Све што е добро треба да се плати. За пасворди на самиот Windows мислам дека не треба да правам муабе дека треба да имате пасворд. Мислам не знам што да кажам, мислам тука не би ни објаснал дека треба да се ставите пасворд на самиот Windows за некој друг да не може да ми влезе во самото PC. Иако тоа не е некоја кузна колкава заштита, ама тоа е основа да користите компјутер, мислам. Мора да имате пасворд нормално, не сакате секој да има пристап до вашиот компјутер, особено па ако имате крипто на вашето PC. Исто така, кога ќе креирате юзер на самиот Windows, нели, кој ќе направите инсталацијата, јас би препорачал да се креира локален юзер, а не се креира со Microsoft акаунт, затоа што така сте подложени на напади од интернет, значи могуче луѓе на секакви техники пробуваат да ви искакират, вака ви е локален акаунтот и некој само локално треба да дојде до вашиот лаптоп за пробуван или техники за да ви го искакира пасвордот и да ви влезе на акаунтот. Иако тоа е прилично лесно за да се направи, нели, на некој малце повише што се познава и некој има мали хакерски знаења, нема му пречи пасвордот што се оставиле за да ви влезе во самото PC и јас би препорачал дека треба да имате и двојна автентикација. Двојна автентикација, пример, јас знам со овој софтвер се прави затоа што со самиот Windows не дозволува да имате двојна автентикација ако користите локален акаунт. Затоа ќе треба да снимнате некој софтвер, да се подеси тој софтвер за да направите двојна автентикација на Windows-от. Нормално на Linux е малце подруго и многу полесно го правам јас на Linux, но све ми е дозволено на Linux, нели, отворен оперативен систем и затоа можам се што сакам да правам. А за вас ќе треба да си поставите Duo Authentication, пример јас сум го правел и знам како се подесува, но имате документација на самата страна и можете многу лесно да го поставите Duo автентикатор за да имате двојна автентикација на Windows-от, нели, за логирање на самиот Windows. Но и ова нема да ве спаси доколку некој добие пристап, нели, до вашиот компјутер или до вашиот лаптоп за да екстрахира податоци. Затоа ја препорачувам да се става и BIOS пасворд. BIOS пасворд, сега јас овде ми е пуштено за Lenovo како се става, за различни компјутери, за различни матични, за различни лаптопови, секојаш е малце поразлично, но ќе треба да најдете Supervisor пасворд или BIOS пасворд се вика, различно се вика на секој BIOS. И кога се пушта компјутерот, сега нели би требало гледате за Lenovo, рестарт на компјутерот, треба да се рестартира компјутерот, кога ќе се покаже логото, треба да се притисне F1 и потоа треба да се стави Supervisor пасворд во самиот BIOS. Сега на некој компјутер е Delete, на некој е F8, на некој е F5, не знам, тоа ќе треба да се проверите од самиот лаптоп. Знам дека е малце сложено, но тоа ќе треба малце да испитате на интернет за да направите ова. И исто така, откој ќе се активира тој пасворд, значи Supervisor пасворд или BIOS пасворд, ја препорачам Power On пасворд, за да не може да се пушти ни самиот Windows без Power On пасворд. Сега да не кажам дека и за ова постојат техники како да се ресетираат пасворди, како да се избегне внесувањето на пасворди, но мислам дека ова треба обавезно да го имате, барем како основна заштита на самиот компјутер. За ова ќе си проверите на некој сајт, може словно ми пишете, па заедно ќе провериме на интернет, ќе видиме како се прават овие работи. И понатаму сакам исто да кажам за VPN. Јас користам
VPN прават интернет access, но не го користам секогаш, направам моментално, ако видите направам во иконите отворено ваме, ја не користам моментално VPN, затоа што VPN-от кој јас го користам и например кој било друг VPN да се користи, например може да отидеме пишеме best VPN software и да го отвориме, гледате 7 best VPNs 2025, NordVPN, Surfshark, Proton VPN имате, Total VPN, IPVanish, Bitdefender, Norton VPN имате. Но, поентата е дека овие VPN-и не се користат само од мене и уште од 5 луѓе, значи се користат може од илјадници луѓе и сега преку одредени VPN сервери се прават и малициозни работи и затоа можат многу вебсајтови да препознаваат како VPN, може да не ви даваат пристап до самиот сајт затоа што било направено нешто преку тој VPN сервер и затоа би требало да го користите за одредени работи, например за некош кој ви треба да скриете некојаш приватноста ваша, тогаш би требало да користите VPN. Ја не користам лично нон-стоп VPN, нормално користам некојаш не користам, зависно од работите кои правам на интернет. Не знам што ви кажам, некој може од вас да го користат нон-стоп, но да знаете дека могуче да ве блокираат сајтови да ве препознаваат како малициозен корисник. Исто така, дечки, да не заборавам, за антивирус за телефон, јас користам Avast антивирус и на сите ви препорачам, доколку го немате купен Avast, барем користите го фри антивирус на вашиот телефон. За телефонска заштита ќе зборам понатаму, дека ова ми беше едноставно концентрирано видео на PC заштита, а за мобил заштита има некои други техники кои би требало да се употребуваат и да се прават. И тоа е тоа, дечки, ви посакувам убав вечер или убав ден и се гледаме во некој наредно видео.